Добар ден. Случајот со притворениот, а сега и осуден новинар Кеџаровски, за жал стана и премногу буквална парадигма за неслободата на новинарите да го прават она што професијата и совеста им налага, а уставот им го гарантира. А тоа е слободно изразување во име на јавниот интерес. Дали овој случај е еден екстремен исклучок или е огледало на општите состојби со медиумите во Македонија? Зборуваме денеска во Зебра. Што го навлекува гневот, толку очигледен гнев на новинарите во Македонија во моментот? Оваа тема ја отворивме во вторникот со други гости, меѓутоа и тогаш и вие можете да се вклучите со ваши коментари, со ваши ставови, користејќи го хаштагот ЗебраМК и постирајќи на нашата Facebook страница. Снимката од таа дебата можете да ја видите на истиот наш канал, а денеска продолжуваме оваа дебата со нови гости. Со нас е новинарот Саше Димовски и исто така новинар, но и председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насер Селмани. Насер, да почнем со тебе. Еве, мотивиран од протестот што се случи во средата пред музеот на ВМРО, како што се нарекува, премногу долго името друго да го изговорам, не ми текнува во овој момент. Веднаш по протестот се појавија изјави, односно некои тврдења дека тој бил злоупотребен од опозицијата. Тоа можеби не е нешто ново, меѓутоа еве конкретно за овој случај како ви изгледаше на вас од ваша страна, значи и како новинар кој што учествуваше, но и како председател на Сдруженијето. Постоеше ли такво нешто? Знаете како во Македонија се е можно. Мислам, јас се изнагледав секакви изјави, секакви извештаи. Сите тврдат дека ние сме го организирале тоа. Еден новинар не ми се јави да ме праша луѓе дали е вистина дека вие тоа го организирате. Ние не бевме организатори на протестот, но секако учествувавме затоа што тоа се работи за новинар. Мислам дека ово е обид да се дискредитира секоја граѓанска иницијатива, новинарска, било каква. Секој обид да се изразува некој протест, некој незадоволство на системот, наидува на, би рекол, на ненормален однос од некои медиуми, од власта, и со обид да се дискредитира секоја иницијатива да... Мислам дека мене не ме чуди тоа, затоа што тоа више стана тренд, протест, контрапротест, више тоа. Но да расчистиме, да разјасниме, дали протестов бил организиран од политичка партија или од некаков независен иницијативен одбор, во кој што... Ја колку што знам, повикот го пратил иницијативниот одбор за ослободување на Кеџаровски. Во кој што се броени каде што се новинари. новинари. Дали некој сега и други граѓани присуствуваат, вие на никого не можете да му забраните, ако сте повикале на јавен протест, да дојде и да протестира, мислам. Како тоа ќе го изведете? Ќе организирате бодигарди и да им речете вие можете да влезете, да ни се придружите, вие не, мислам. Тоа е нонсенс. А дали некој се обиде да го злоупотреби, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа агендата е неспорна. Ние бевме таму да изразиме незадоволство за начинот како институциите постапуваат во случајот на Кеџаровски. Тоа е битно, не е битно кој бил таму, кој бутнал, кој не бутнал и кој што сакал да прави. Пораката е јасна. Ние и после колку години од формирањето на ВМРО, пошто нели беше државен празник, тоа не е на ВМРО, се вика на револуцијата. Так, на револуционарната борба. Да, ние и после толку 100 и колку години ние се уште имаме проблем да обезбедиме слобода на изразување во Македонија, затоа што очигледно ако вие тоа го практицирате ќе завршите во затвор. Се добива впечаток дека кога колегите бараат слобода за Кеџаровски, бараат некаков привилегиран статус за него само затоа што е новинар. Значи, такви се впечатоците на помалку информираните. Дали има тука дело? Дали има дело против Кеџаровски и дали се бара тој да биде привилегиран во однос на другите кои што се вклучени од случајот? Ти исто така беше на тој протест. Зошто? Не само на протестот, јас ќе повторам мојот Facebook статус. Значи, јас го видов повикот од иницијативниот одбор, никој не дојде да ме викне. Значи, отидов сам затоа што сметав дека треба. И на статус оставив и денес ќе повторам. Работев и во Сител и во Канал 5, кога и едните и другите беа и со ВМРО и со СДС. Ама длабоко навлезени во двете политички партии со тоа што им учинуваа. Почнува во новинарството во радио, каде што собственикот беше председател на ВМРО ДПМН во Велес. Но ни тогаш, ни сега не сметам дека отидов да протестирам за едни или за други. За мене, затоа што тоа што денес му се случува на Кеџаровски, утре може да му се случи на било кого. Јас бев во ситуација минатата година исто за изјава на заштитениот сведок кој се премисли во случајот Монструм да биде покрената постапка за моја апсење. За моја среќа, сето тоа се заврши некако многу поелегантно затоа што тогаш јавниот обвинител размислуваше поинако од тоа што судот го наложи. Значи истото како Кеџаровски може да тебе да ти се случи. Да, овој случај што за кој пишува Кеџаровски
Јас го отворив во 2007, многу порано од него, во период кога се уште немаше ниту обвинети. Јавниот обвинител во Велес, кој сега е осуден во предметот ликвидација, беше тој кој ми рече: немој не чепкај, сега со ДБК сме на пат да го откриеме. Јас тогаш имав емисија Суд која го разглаваше овој предмет уште тогаш. Во еден дел со иницијативниот одбор не се согласувам околу постапките кои ги водеа, околу правните тези, препукувањата со судот, му дадоа легитимитет на судот да им кажува писмени сте, не сте писмени, им држеа лекции, значи они отидоа во судот. Целата борба требаше се води со обвинителот, не со судот. Во 2008 е сторено делото, во 2009 и 2010 се применети посебни истражни мерки, тоа значи ги прислушкувале цела група. Ако државата во тој момент знаела, од списите се гледа дека знаела, дека се прави притисок врз заштитениот Бреза, алија Златко Арсовски, да ја промени изјавата. Каде била државата? Тогаш да го премести, тој се наоѓа во затвор во тој период или во притвор, во Штип и во Скопје. Зошто не ги отстранила сите можни тие кои тогаш го притискале, правеле и така натаму? Тие чекале, односно на државата ја одговарала кога имаше 12 па 12 години казна затвор. Ниеден од овие кои денес се осудени не биле проблематични тогаш, иако мерките се од пред 3 години. Сега, најдоа, кога има ослободителна одлука, само за да го вратат назад случајот и да биде осудителен, го направи овој случај. Тоа е тоа што јас во целиот случај го зборував, иако гледајќи го сега текстот и документите кои ги објавија два медиуми, а судот излезе дека не ги брифирал, ама тие ги имаат доказите. Во еден дел, гледано, значи, колку што можеме најобјективно, може да се препознае ликот на заштитениот и така натаму. Но и во таа ситуација, и да има кривично дело сторено, судот можеше да направи уште една работа која не ја направи. Да ја ублажи казната, нешто што се случува во сите земји. Минималната казна таму е 4 години. Значи, предвидена за делото. Ако утврдеше, имаше можност да ја услови до 2 години, тоа го дозволува законот, и таа да ја направи условна казна, и можеби така ќе беше, според мене гледано сега, ако ги бираме двете зла, ако судот решил дека тој е виновен и треба да му биде изречена казна, постои услов кој законот го дозволува. 4,5 години е навистина многу, иако судот се држи формално до законот и вика ја имам минимум казна од 4 години, па одам нагоре. Во целата постапка тоа што е најспорно и што никој веројатно не го поставува како прашање, зошто заштитениот сведок не беше сослушан како сведок, за тој да одговори дали пишувањето на Кежаровски било навистина повод тој да ја смени изјавата. Дали тие го препознале од текстот, ние го немавме сослушано во оваа постапка, зборуваме дека му бил загрозен или заштит и така натаму. Некои од адвокатите тоа го кажа дека после наводното откривање на идентитетот, тој дал изјава некаде или пред суд, не знам кај го кажал тоа, дека после тоа никој не му се заканувал и не се чувствувал загрозен. Но тој мораше, па тоа го зборувам, значи тој мораше во оваа постапка да биде сослушан и да каже: да, ја бев навистина загрозен од текстовите, и тогаш да се утврди дека има вина, бидејќи судот направи уште еден преседан, со ниту една реченица не објасни зошто ги осудува. Само беше буквално објавата кај што вика: судот го прифаќа обвинението и ве осудува на, и ги брои толку години, изјаснете се за притвор и тоа е се. Значи, дури да се степате на улица, па судот ќе ви рече: утврдив дека си се степал, си му удрил 3 шлаканици и го болело многу. Овде судот мораше да каже: да, ние утврдивме дека со твоето пишување или со изјавата на Златко навистина си го загрозил. Од недостатокот на образложение што судот не го кажа, а мораше да го каже, доведе до еден куп вакви релации, па сега имаме едни медиуми кои го бранат, а втори кои изнесуваат документи кои тврдат и тоа како требаше да одговара, за тоа еве што направи. Ја мислам дека малку случајот треба да го гледаме и од аспект на Европската конвенција. Мислам дека во Македонија нема сенс за обврските што произлегуваат од таа конвенција која што ние ја имаме ратификувано. Врз основа на конвенцијата Европскиот суд има создадено некое судско право. Ја ви тврдам дека овој предмет, ако заврши вака како што е на ова ниво, ако да речеме и крајната инстанца ја потврди ова казна и вака завршува, ја ви тврдам дека во Страсбург ќе падне. Зошто? Затоа што таму водат сметка, значи кој се користи така наречениот тропартитен или не знам како го викат тест. Значи прво судот вика дали тоа дело е предвидено со закон. Да, е предвидено со закон, значи откривање на заштитен сведок, вие можете да бидете осудени за тоа. Второто, дали штитите легитимна цел? Може да се рече за тоа што штитите истрага. Третото е многу битно. Дали е неопходно во демократско општество?
Значи, слободата на изразувањето секогаш кога треба судот да одлучува за тоа прави баланс. Чија легитимна цел преовладува? Ја мислам дека во случајот преовладува интересот на јавноста да знае дека некој направил злоупотреба. Не може после заштитениот сведок излегува вика ја тоа не го мислев и не знам дека е тоа така, меѓутоа ми вршеа притисок да кажам така. Знаете што значи тоа? Значи било кој во Македонија да земете, можете да го ставите у затвор, ќе земете заштитен сведок, ќе му напишете изјава, ќе дојде на суд и ќе ве осудат за било кое дело. Наместо вака да се гледа предметот, кој е тој што во Македонија врши притисок, ја злоупотребува моќта на институцијата, врши притисок врз луѓето, лажно да сведочат, пошто човекот вика ја не знам дека е тоа така. Него ме натера така да сведочам. Значи ова не е само медиумски интерес, туку интерес на сите граѓани, зашто на секој Апсолутно, граѓанин па може знаете да му се како, па ова што му се случува на Кежаровски може на секој да му се случи. Замислете, ќе ве стават у затвор, ќе ве обвинат за нешто, ќе најдат некој, ќе го притискат поради X причини, ќе го условат, ќе го уценат, ќе даде изјава пред судија дека да, навистина вие сте краделе, сте правеле, не знам. И вас ќе ве осудат. Па кој е, на пример, кој е материјалниот доказ? Дали го најдоа оружјето со кое е извршено кричното дело? Не можете вие само врз основа на изјава да осудите некого. Тоа значи многу е чуден предмет. Меѓутоа, ова е многу важно. Судот не се обиде да стави на вага. Дали преовладува интересот на јавноста да знае за злоупотребата на една многу битна институција во системот? Или е побитно да се заштити судската истрага? Тој баланс нашите судови не знам дали не знаат или не сака да го прават. Ја мислам дека повеќе не сака да го прават. Оно што го спомна и Саче, се добива впечаток дека сега новинарството како четврта власт е во војна со судската, во едно меѓусебно препукување. Вчера вие побаравте премиерот да иницира аболиција преку Министерството за правда. Ја барате напомош извршната власт. Дали сте цинични кога го барате тоа или навистина мислите дека е можно такво нешто да се случи? Не, знаете како е. Ние веруваме тоа што го збори Груевски дека да, навистина судската власт е независна, добро, окей. Ние се согласуваме со тоа, меѓутоа има закон за помилување кој вели дека министерот за правда има право да покрене постапка за аболиција до претставителот на државата и овој случај да заврши така како што завршува. Знаете како извршната власт во овој случај не може да остане на страна и да вика мене тоа не ме интересира. Целиот свет станува на нога, Обединети нации реагираат преку специјалниот пратеник господинот Лару, реагира ОПСЕ, реагира Европска унија, реагира Американската амбасада. И овие вика, па добро, тоа е правда, правдата вели важи за сите. Овие луѓе кога реагираат, вие мислите дека тие не го имат истражено предметот, дека тие на памет зборат? Тие точно знаат дека во случајот на вистина се прекршува слободата на изразувањето. И не само тоа во случајот на Кежаровски, туку пораката е да за другите, и тоа сите го кажуваат, дека во случајот судската власт користи еден предмет за да ги заплашува другите новинари кога ќе седнат нешто да пишуваат, тоа да малку се размислат, да знаат дека ќе можат да завршат во затвор. И тоа е страшна порака. Во нормална демократска земја судот тоа не го прави. И затоа ние го повикуваме на помош, што се вика премиерот и министерот, да го искористат тој како се вика, тој инструмент и да не се мислам да заврши ова измачување. Ова е за сите, мислам мора да свата дека овој пример сериозно го нарушува угледот на Македонија. Меѓутоа не само тоа, него предизвикува огромни штети внатре. Тоа е огромен притисок врз новинарите. Кој е тој новинар еве сега после ова ќе седне, ќе истражува нешто посебно и ќе ризикува да заврши во затвор. Па никој не би сакал да заврши во затвор. Во демократска земја не можете вие да имате последици за тоа што го пишувате. Во овој случај е токму тоа. Значи, вие можете да имате последици, можете да завршите во затвор за тоа што нешто сте напишале. Па знаете вие дека и во Турција турските власти велат дека тоа е законски и судската власт е независна, па и во Белорусија велат дека да. Па и тие луѓе се обвинети за нешто конкретно. Еве во Турција за тероризам, за предавство. Па и тоа го има во турскиот устав. Тоа што фали е балансот, да се стави на вага
дали навистина таа интервенција на државата е неопходна во демократско општество. Судот во Страсбур во овој поглед прифаќа интервенција на државата. Казна само ако е за говор на омраза. Ако новинарот со неговото пишување поттикнува насилство, говор на омраза, тука нема толеранција. За ова другото секако дека, пошто во случајот ние наместо да му речеме на Кежаровски браво и да го наградиме зашто на некој начин спречи невини луѓе да завршат во затвор, ние го казнуваме. Саша, с оглед на тоа што во текот на кариерата имаш пишувано и истражувано многу истории кои што се базирани на злоупотреби од страна на институции. Како би спорило да речеме тоа од пред неколку години, како било тоа да се работи, како е сега, чисто во поглед на слобода на изразување, автоцензура или да речеме како конкретно овој случај ќе влијае врз луѓе и врз новинари да ги истражуваат и понатаму ваквите злоупотреби? Мојата теза е дека сега новинарството е буквално во кома, во клиничка смрт и сега ние се радуваме во една мера ако болниот новинарството трепне со едно око, па викаме добро е, почна да трепка или добро е, мрда со малото прсте. Ова што сега се случува, погледнете и уназад сите извештаи. Ние паднавме на сите можни скали од Репортери без граници до сите кои ценат слободата на медиумите. Минатата недела бев на конференција во Сараево која организираше СЕМО, каде што се новинари од 18 земји, новинари кои истражуваат. Покрај се што беше спомнато таму, Македонија е посочена како единствена земја во која има новинар во затвор. Ние претходно имавме проблеми со клеветата и навредата. Нели, целиот процес течеше, беше кривично и така натаму. Меѓутоа, во целиот тој процес, ниту еден новинар не заврши во затвор во ваква форма, иако имаше казни кои беа изрекувани до 30.000 евра и така натаму, парични казни. Сега кога во процесот за декриминализација до негде го тргнавме од кривичниот дел, отидовме во дека е тоа граѓанско, дека тргнуваме полека се отвараме, ние повторно ставаме една железна завеса во новинарството и кај што викаме ова ќе биде пораката. Значи, ја читав деновиве книгата на Бранкица Станковиќ во Белград, таа има 4 години полициска заштита. И јас не верувам дека нашата држава би направила било што ако еден новинар утре реши да истражува и него, не државата. Ако на глава му се закачат криминалци, политичари и така натаму и некои кои сакаат да не го гледа веќе по улици, како што е примерот во соседен Белград. Може би сме само 400 километри разлика од Белград, но 2 вселенски станици сме позади нив. Таму и Веран Матич и Бранкица Станковиќ од БДВ2 имаат заштита од државата. А ние овде имаме друга страна, таму каде што се откриваат злоупотребите на државата. Не само што нема да добиете заштита, туку со секое понатамошно копање вие се доведувате во сериозна опасност да завршите во затвор. Погледнете дали некој веќе пишува за новиот случај Шпион, во кој се уапсени исто така 20 луѓе. Имаме Ореше, продолжение на Ореше е ликвидација, продолжение на ликвидација е Шпион, значи сите тие 3 предмети имаат некаква врска, излегува еден од друг, па се поврзани со дело до винетите. Судот веднаш им кажа дека сите документи се класифицирани и не може ништо да пишувате. Ние немаме ниту орган, ниту некој кој ќе рече чекај навистина дали се ова што се случува во новиот предмет во Шпион е класифицирано. Било кој новинар, еден документ да извади ќе заврши во затвор и за тоа. Па по тој основ државата може сите да не затвори, секој документ да го класифицира. Нема орган кој ќе рече да, ова треба да се класифицира, но ова да не се класифицира. Па погледнете вие дали имаме еден пример каде што судот наложил на било кој орган кој ставил класифицирана информација, па макар нека е доверливо, да ја добиете. Во таква форма за истражувачко новинарство не може апсолутно да стане збор и погледнете кој истражува. На што се сведоа истражувањата? Истражувањата се сведоа на тоа дали на протестот биле само новинари или имало и граѓани. Тоа е нашето новинарство во овој момент, односно истражувачкото новинарство. Дури имаше изјава од судот во која што судот кажува дека новинарите не треба да се плашат од затвор, туку дека треба да се едуцираат. Тоа е посебна приказна, ако го видите тој дел од судот. Сооштение, да. И тоа е притисок. Да. Прво почна со состанок на кој иницијативниот одбор за ослободување на Кежаровски беше во судот. Прво таму им одржаа лекција колку тие се правно неписмени па не знаат што бараат. Тоа е првиот сегмент кога му се определи притворот. Вториот е ова што се случи сега кај што судот вика да се едуцираме. И третиот сегмент е ова каде што судот се извинува дека брифирал па не брифирал. Нели еден од судиите во случајот е осуден за тоа што го изнел предметот, а не смеел тоа да го прави. Вчера ние читавме ли написи во медиумите каде што се открива делови од предметот на Кежаровски. Кој го изнел? Тоа го зборам, значи судот од една страна ги брифира одредени медиуми, само им вика пишувајте вака. Ама смее ли тоа да го прави?
Е па тоа е таа моќ која има државата. Значи, тука се пошто судот вели сите граѓани се еднакви. Не сме еднакви, затоа што некој во случајот на Кежаровски што тоа го направи, заврши со 5 години затвор, а овој што ги брифира новинарите не знаеме ние кој е. Меѓутоа, очигледно дека има пристап до досието, а судот има обврска тоа да го заштити, не го заштитува, кој ќе одговара за ова? Епа токму обвинителот тука треба има работа. Затоа требаше целата условно борба да се насочи кон обвинителот. Во целата оваа постапка ние удираме по судот, а судот вика ја имам закон, имам обвинение и постапувам по него. Државата, олицетворение во обвинителот, требаше да биде таа која ќе одговореше на многу прашања. Судот има можност да го врати тоа, да рече извинете, нема докази, не можам ова да го прифатам, да го одбие. Епа, апропо ова, значи има анализа сега која покажува сите барања кои се поднесени за определување на притвор во 99,9% се прифатени. Има само неколку случаи каде што е определен куќен притвор по извесен период или поради здравствена состојба. Така да тоа што обвинителот го сервирал, нема суд или нема судија, зборувам сега за одделот за организиран криминал, кој ќе рече не, овде ќе нема притвор. Па ние имаме дури и еден од осудените сега во ликвидација осуден на 1 година затвор. 5 месеци помина во притвор. Кажуваат дека ние сме неедуцирани. И тие го држат 5 месеци во притвор, а определуваат казна од 1 година. Па судот со самото добивање на обвинението веќе видел какви докази има и отприлика се знае казната. Ти за 1 година затвор го држиш веќе 5 месеци во притвор. Па која е логиката на притворот ако тој не е единствено како мерка да биде казна, а не обезбедување на судење за кој сите од страна ни објаснуваат, меѓутоа беше многу интересно кога го напишавме иницијативата за аболиција на Кежаровски и седнавме, пошто ние секогаш бараме во меѓународни документи тоа да го најдеме, а го имаме во нашите закони. Таму многу јасно кажува, вика судот мора тоа условот за притвор за Кежаровски, вика да има добро издржано образложение зошто останува во притвор. Вика ќе бега. Вие сметате дека тоа е доволно образложение? Значи во Македонија не се почитуваат нашите закони. Добро образложение треба да се персонализира тоа. Има пари надвор, има врски, има куќа, не знам, има пријатели, има роднини. Мора за секој поединечно да објасни посебно зошто судот смета дека може да бега. Не може сите да ги стрпа у притвор и да рече се сомневаме дека има опасност дека ќе бегат. Чекајте. Па како тоа? Работата, еве, например, да не се согласам малку со Саше. Што вика новинарството? Јас се согласувам дека ние сме во, што се вика во кома, еве, се согласувам. Меѓутоа има една добра работа што се случува во овој сектор. Има гласност, ние збориме. Вие сте слушале еден судија, обвинител, администрација, полиција, војска, не знам, други сектори во општеството. Ние се радуваме на малото прсте, малку знаете тоа како, е проблемот во гласноста. Ама ние за нашите проблеми јасно, гласно зборуваме. Каде се другите? Вие мислите дека е полесно, па ја разговарам. Сите се плашат. Зошто се плашиме? Па сега ајде продолжете, плашете се до безвест. Мислам, ова треба да се цени дека сепак новинарската фела има храброст, има доблест, проблемите со кои се соочува јавно да ги каже. И тоа е првиот чекор за да ние очекуваме дека можеби некој ден ќе најдеме решенија за овие. Има многу прашања кои што би можеле да ги отвориме и теми во рамките на оваа тема за медиумските прашања и слободи, не ги ни начнавме во некоја друга прилика. Во интерес на времето мораме тука да завршиме. Саша, Насер, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ви благодариме што не следевте. Поздрав!